мислиме дека ексклузивата само за една етничка заедница да бидат одредени позиции е непродуктивна. Дали ДУ е подготвена опозицијски да делува после изборите, доколку не се исполни ветувањето идниот председател на државата да се избира во собранието? А зошто ДУ да биде во опозиција ако ќе ја ужива поддршката од граѓаните? Во Македонија процесот на приватизација пред 30 години е изведен, никој во државата тогаш не реагираше зошто албанците не добија ништо. Има луѓе, особено тие кои преку спорна, да не кажам криминална, приватизација станаа милионери, мислат да ја управуваат целата држава. Постои ли опасност некој да повика на тивог бојкот на престојните претседателски избори? Не постои апсолутно никаква шанса. Затоа што на сите им е битно да си ја покажат вистинската вредност. Нема теорија да има бојкот. Какво е расположението кај граѓаните? Изразот цунами им следи на позицијата и лично мислење дека таа партија, дека СДСМ ќе се распадне после изборите. Каде води ова лудило што ни се случува? Ние некако сме општество кое што низ времево развиваме толеранција на насилство и секој од нас кој што не пријавува, кој што на некој начин се заштитува, е одговорен за се ова што ни се случува. И ние сме пред еден колапс и образовен, и семеен, па и општествен. Гледате Трилинг, петок, 20 часот и 45 минути.